Добар ден, почитувам председател на Собранието и Комисијата за уставни прашања. Ако сакате. Почитувам премиер, почитувани пратеници, почитувани новинари и почитувани македонски граѓани. Дојде и тој историски ден во Собранието. Историски ден, бидејќи значи почеток на носење на историски одлуки, почеток за постапка на промена на уставот во Собранието. Со ова почна да се одбројуваат деновите до оној момент, до оној ден, која ќе престанат сите тешки зборови и сите калкулации. На тој ден, вие, колеги, ќе определите иднината и судбината на нашата Македонија. Очите на јавноста ќе бидат вперени во мониторот, што ќе покаже колкумина од 120 пратеници гласале за уставните измени, за историски посакуваната стратешка цел интегрирана Македонија. Јас искрено посакувам да бидат сите одважни и храбри, достоинствени на обврската, представници на народот. Откако предложените измени јавно се објавени, сега целата јавност може да се увери дека станува збор повеќе за технички измени со кои што се напредува уставот и буквално ништо не се загрозува. Ниту едно идентитетско прашање, а истовремено овие измени го забрзуваат нашиот процес кон Европската Унија. Интервенциите се однесуваат на додавањето од народи во преамбулата и членовите 49 и 78 од Уставот, при набројување на деловите од народите во нашата држава, односно во формулацијата. Граѓаните на Република Северна Македонија, македонскиот народ, дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите, по зборот бошњачкиот народ се стават запирки и се додава бугарскиот народ, хрватскиот народ, црногорскиот народ, словенечкиот народ, еврејскиот народ и египтјанскиот народ. Овие измени, почитувани сограѓани, се во духот на Крушевскиот манифест, во духот на Аснам, Охридскиот договор и се подготвени од страна на работната група составена од експерти, докажани професори и неколку универзитети во државата, како и представници на политички партии и истите се едногласно согласени. Предлогот е изработен врз основа на заклучоците на Собранието на Република Северна Македонија, донесени на седницата на 16.7.2022 година. Сигурно се сеќавате на датумот, но и на денот пред него, кога овде до нас, во пленарната сала, од некои колеги од ДПМН се кажа безброј лаги, безброј шпекулации и безброј манипулации за македонскиот јазик, за македонскиот идентитет, за македонската посебност, за настани и личности поврзани со македонската историја и што уште не. Лага до лага, манипулација до манипулација, шпекулација до шпекулација. Но, почитувани колеги, вистината на крајот победува. Затоа, како што со овој европски предлог и заклучоците усвоени по него се обезбеди и се заштити македонскиот јазик и идентитет и почеток на преговори со Европската Унија, така предлог измените на Уставот ќе обезбедат дополнителна потврда на македонскиот идентитет и забрзан процес на интеграција во Европската Унија. Европската Унија е нашата единствена алтернатива. Токму затоа уставните измени се чекор напред во европскиот пат, со што членството во НАТО ќе оствариме и втората стратешка цел, полноправно членство во Европската Унија до 2030 година. Оваа шанса што имаме пред нас е една и единствена. Сметам дека поголемиот број на пратеници во Собранието ја гледаат европската перспектива како вистинска најдобра перспектива за државата и за граѓаните. Ние многу пати претходно и минатата година кога почнавме овој процес со нашите сериозни намери зборувавме дека работиме забрзано, но не избрзано. Тоа е и денеска така. Затоа не брзавме во сите овие чекори кои ги правевме изминатиот период. Сите средби со станоци и пораки ги слушавме на вистина многу внимателно. Ги имаме и уште ги имаме во предвид нашите државни позиции, но и ги согледуваме геополитичките случувања. Носевме и носиме одлуки за сигурна македонска иднина, за иднина на сите македонски граѓани овде дома, не во странство. Носевме и носиме одлуки кои не се за дневно политички поени, туку за обезбедување на сигурна иднина. Овој наш пат трае долго. Бевме во многу групи, заедно со други земји, подобри од други земји, но поради сите пречки и препреки кои ни стоја на патот, тие земји заминаа пред нас. Денес слушам загрижувачки изјави дека доколку не ја искористиме оваа можност, тоа пак може да ни се случи. Уште една земја ќе оди напред, а ние ќе тапкаме во место или пак може би не да е Боже полошо, ќе се вратиме наназад. Затоа сметам дека од денес па натаму во Собранието треба да дискутираме со аргументи. Треба да ги соочиме аргументите за и против, и власт и опозицијата заеднички да овозможат на оваа држава прогрес и просперитет. Почитувани колеги пратеници, денес се работи за нашата лична одговорност за државата, а не за колективната партиска амбиција. Негласањето на уставните промени не е чин на патриотизам.
Тоа е едноставно чин на немање историска одговорност и признавање на сопствена компрометираност и неспособност. Најлесно е да се каже дека си патриот и да побегнеш од борбата. Наместо фронтална битка, која ќе се одвива ден за ден, секојдневно да се соочуваат факти и да се опстои на вистината. ДПМН бира пасивна позиција, се трга од бојното поле и глуми Калимеро дека нема правда. Па и кога нема правда, господа, треба да се избори за неја. Треба да имаш јасна мисла, јасна цел, стратегија и тактика. Да имаш доверба во соборците и да дозволиш недобрите да ја водат битката. Аматеризмот и не е толку страшен. Дилетантизмот е погубен кога се заобиколуваш со медиокритети на кои многу им е важно народот да мисли дека се херои за да се дофатат до толку посакуваната позиција на власт. Лесно е со бајки да го излажеш на патениот народ и да му кажуваш дека сите се против него, ама тој е силен, ќе издржи. И силен на македонскиот народ ќе издржи. Но се повеќе наши сограѓани издржуваат во земјите на Европската унија. Онаму каде што имаат подобар економски стандард. А што сакаме ние? Што сакаме ние од мнозинството? Ние сакаме тој стандард да го донесеме овде дома. Сакаме овде дома да живеат со своите родители, роднини и пријатели, да работат, да творат, овде да обезбедат иднина и да живеат квалитетен живот. Почитувани колеги, тоа е патриотизам. Одговорноста на лидерот е на следбениците да ги кажува и лошите вести, проблемите, тешкотиите и да им каже како ќе ги реши, како ќе ги заштити. Извртувањето на фактите и манипулацијата, беседења што убаво звучат на краток рок, а при тоа немаат никаква подкрепа во реалноста, е недозволиво. Тоа што се прави политичко самоубиство е лошо. Ама тоа што се прави убиство на перспективата на цел еден народ е катастрофа. Свесни благодари на своите предци за жртвите и посветеноста во нивните заложби за составање на самостојна и суверена држава Македонија, мора да покажеме одговорност пред иднината на татковината. Имаме неповторлива шанса да го продолжиме европскиот пат и да оствариме уште една стратешка цел – членство во Европската унија до 2030 година. Со признан и потврден македонски јазик во Европската унија и македонски идентитет, да бидеме рамо до рамо на големата маса, рамо до рамо со државотворните европски народи. Граѓаните сакаат и заслужуваат да бидат европски граѓани, да имат европски квалитет на живот и европски животен стандард во европска држава, а тоа да биде нивната родна земја, нивната родна Македонија. Со внесувањето на делот од бугарскиот народ што живее во нашата земја, јасно се разграничува дека се работи само за 3600 наши сограѓани со таква национална свест, за разлика од повеќе од милион наши граѓани со самостојна и автохтона македонска национална свест, со своја македонска култура и меѓународно признат македонски јазик. Со внесувањето во преамбулата на Уставот, бугарската заедница во Македонија ги прифаќа и признава одлуките на АСНОМ за македонската држава, за македонскиот јазик и за македонскиот народ како темелни принципи врз кои почива современата македонска држава. Бугарската заедница во Македонија ќе ги ужива правата што се гарантирани за сите граѓани, а колективните права зависно од нивната бројност, која што и покрај шпекулациите внатре и пропагандата однадвор останаа помалку или повеќе колку и на претходните пописи. Едно мора гласно да се каже од оваа говорница. Што македонскиот пасош стане европски пасош, тогаш никој нема да има мотив да ја менува етничката припадност само за да ја обезбеди својата екзистенција. Дали се уште некои се обидуваат да ги пресметаат ризиците или се упорни да се коцкат со пасивизација. Таквите од ДПМН треба да знаат дека одбивањето на уставните избори не е ништо друго освен доведување на Македонија во подредена позиција. Борбата се води со аргументи, со бегање и криење од аргументите се ставаат позиција подобра за Бугарија. Не вика Европската унија да влегуваме кај нив. Ние тропаме на нивната врата. Затоа тие ги поставуваат условите, а нашија да ги прифатиме или не. И ако не ги прифатиме, фер да кажеме на граѓаните која е алтернативата. Никој не ја кажува другата алтернатива. Многу лажни патриоти изминатите години на цел глас викаат дека го штитат македонскиот идентитет од наводен бугарски диктат. Тие исто така велат дека преговарачката рамка е бугарска моделирана рамка. Истите од ДПМН се уште на пресови тврдат дека Преспанскиот договор не ги донел ништо добро на земјава, дали не ги гледаат придобивките од Преспанскиот или не им се допаѓа, тоа не знам. Дали денес со се она што се случува во светот по обкружувањето, уште тврдат дека членството во НАТО е непотребно. Дали со војната што се случува на европското тло, дали со ризиците во обкружувањето НАТО е непотребно. Од тие, од ДПМН, никој не кажува, сите молчат. Но за нас е од суштинско значење што
македонскиот јазик и идентитет се зачувани и заштитени со преговарачката рамка. Доказ за тоа е подпишаниот договор со Frontex, кој е прв документ подпишан на македонски јазик заедно со останатите официјални јазици на Европската унија. Со овој договор македонскиот јазик е втемелен во европското законодавство. Во моментот на македонскиот јазик се преведува целото европско законодавство. По полноправно членство на во Европската унија македонскиот јазик ќе стане и официјален јазик. Покрај сета отворена и уникатна перспектива, за жал пред наши очи ни се случува уште едно брутално повторување на историјата заради ДПМНЕ. Пред 15 години, после самитот на НАТО во Букурешт, кога од јатото на Балканот Албанија и Хрватска беа примени во НАТО, а Македонија беше оставена во чекалната. Заради политичките, партиските калкулации и обструкции на нашиот евроинтеграцијски процес, пред нашата земја сега се исправа исто таква ситуација како во далечната 2008. Албанија ќе ги продолжи преговорите, а Македонија ќе биде во ЕУ чекалната. За да биде проклетството на обструкциите на ДПМНЕ уште поабсурдно, Хрватска стана членка на Европската унија во 2013 година, иако кандидатскиот статус го доби истата година кога го доби Македонија во 2005 година. До членството во НАТО чекавме дополнителни 12 години. 27 март 2020 година. Од кандидатскиот статус во Европската унија помина 18 години. А доколку сега ја пропуштиме шансата за која вела дека е можно членство во 2030, можеби ќе разговараме за наше учество во новото проширување со Украина и Молдавија. Земји кои што сега се само со кандидатски статус, а ние со почнати преговори и речиси финиширан скрининг процес. И тогаш како и сега, ликовите од истата матрица, знаете, од ДПМНЕ, спинуваат и креираат погрешна реалност во јавноста за вистинските причини и обструкции на патот за остварување на втората од двете стратешки цели и нашата држава. И тогаш во 2008 година истото го повторува, дека решавањето на спорот со Грција не бил проблемот за нашето членство во НАТО и беа најбрутално демантирани од фактот дека со договорот од Преспа земјата за 2 години на 27 март 2020 стана полноправна членка на НАТО. Се разбира во годините што претходи, односно до 2008, Македонија ги спроведа сите реформи што ги налагаше процесот за нашата интеграција во Североатлантската алијанса. Сега повторно ДПМНЕ спинуваат и создаваат лажна реалност дека заради недостаток на спроведување на реформи нема да ги предложиме преговорите, а не заради обструкциите да го спроведеме и овој дел од преговарачката рамка. Ова е прв пат нашата иднина да е единствено во наши раце. Не смееме сами да ја блокираме нашата иднина и иднината на следните генерации. Ние, нашите млади, нашите деца, заслужуваат да живеат во земја членка на Европска унија, тука дома во Северна Македонија. Нема да добиеме подобар договор. Ова е апсолутно најдобриот договор што Македонија можеше да го добие. Затоа повторувам, ова е историска шанса која што не смееме да испуштиме. Нема ново вето, тоа го искажа и представниците на Европската унија, но и на Бугарија. Тие очекуваат да се исполнат обврските од преговорачката рамка, а понатаму сите прашања со Бугарија се билатерални прашања и се билатерална обврска меѓу Македонија и Бугарија. Тоа е договор меѓу две земји. Тие нема да влијаат на евроинтеграциите. Бугарија, како и секоја друга земја членка на Европската унија, може да изрази своје мислење или загриженост за одредени реформи, но тоа ќе се однесува на процесот од реформи, не и на билатерални прашања. Со уставни измени се отвараат кластерите и поглавјата. Понатамошниот европски пат е отворен и зависи буквално само од нас и од спроведување на реформите. Скринингот ќе покаже на кое ниво на подготвеност сме и што конкретно и точно треба да се направи понатаму. Ние сме своји на своето. Македонци кои зборуваат македонски јазик, а членството во Европската унија е клуч за подобра иднина и отвара врата на безброј можности за граѓаните. Тоа е нашата голема идеја, суштината на нашата посветеност. Само жртва и го правиме токму за секој еден кој живее во Северна Македонија. СДСМ е политичка партија која не прави компромис со стратешки интереси на државата. Одлуката која е пред нас е тешка, но државничка одлука, која носи прогрес и просперитет. Како владеачко мнозинство не се плашиме од предизвиците кои носат бенефит за граѓаните. Тоа многу пати досега на дело го имаме покажано, така ќе биде и сега. Лесно е да велиш дека не го поддржува договорот од Преспа, а да гласува за Северна Македонија да биде членка на НАТО. Лесно е да бойкотираш референдум и да глумиш патриот, а самото гласање Северна Македонија да биде членка на НАТО, директно го прифаќаш референдумското прашање.
Лесно е со шпекулации да будиш чувства кои задираат до секој македонец за македонски јазик, за да не дојдеш да гласаш ниту за договор со Фронтекс, прв подпишан на македонски јазик со Европската унија. Лесно е со лаги да зборуваш за наводна бугаризација, асимилација, а да не дојдеш да гласаш за заклучоци за преговарачка рамка, каде е заштитен целосно македонскиот јазик и македонската особеност во Европската унија. Или пак да не гласаш за законот за напредување на македонскиот јазик. Со прст да не мрднеш, а не пак да лобираш или да го поздравиш тоа што германскиот Бундестаг донесе резолуција за македонскиот јазик, идентитет и култура и дополнително да го маргинализираш како небитно, исто така е лесно. Лесно е, ама не е фер. Не е фер за македонските граѓани. Не е фер да ми ја крадеш иднината на мали, ситни, бедни политички поени и борба за власт. Државата мора да оди напред, а неизвестноста да остане зад нас. Сите ние пратениците, представници на народот, имаме обврска на прво место да ги ставиме граѓаните, да ги ставиме државните, националните и стратешките интереси. Сите ние благодарни на своите предци за жртвата, херојското минато и посветеноста во нивните заложби за создавање на суверена држава Македонија, мора да покажеме одговорност пред иднината на татковината. Имаме пак, ке повторам, неповторлива шанса да го продолжиме европскиот пат и да оствариме уште една стратешка цел – членство во ЕУ до 2030 година. Граѓаните сакаат и заслужуваат да бидат европски граѓани, да имат европски квалитет на живот и европски животен стандард во манир на најразвиените и најбогатите. Затоа, ајде ние да бидеме тие кои тоа ќе го овозможат. Ајде да се обединиме околу иднината на земјата со глас за Европа во Македонското собрание. Да не дозволиме ситни интереси на поединци и политички кариери скапо да ја чинат државата. Таа повторно да го изгуби правецот и да влезе во нова изолација која можеби ќе трае со години. А таа изолација со себе носи неизвестност и плодна почва за интересите на некои туѓи центри на моќ. Почитувани, секој кој мисли добро на државата, кој му мисли добро на сопствениот народ, ќе даде поддршка на уставните измени и со тоа ќе обезбеди европската иднина. Конечно, секој од нас треба да преземе одговорност и по реализацијата на членството во НАТО да ја оствариме уште една наша стратешка цел, поставена уште од денот на независноста, а тоа е членство во Европска унија. Ви благодарам.